Kosovo nedostaje u trebu. Ma to jih je ni razumeti. In to maški frizeri. Treba da ležam zatvor sve sa strane, kao ga veznici. Naš društveni je naš gospodar. Ej, duri, Marsa ga zna. A Marsa, što snimaš ti kaj gleda, ne? Neozmjeno, znaš što gleda snimaš ti? Onaka. Ne, evropski je točno na vrijeme. Makedonski je 15 minuta. Stopali smo reći, Blagoje, probuli zdravstva, nesu njeda. Nema miliona evropska rabota, nema
Ја ви замолам за малку внимание да го почнеме крајот на почетокот на оваа вечер. Пред се, добра вечер во името на Сдруженијето на граѓани 359 степени мрежа за локални субалкани криминефтики. Добра вечер во името на коавторите на еден дел од овојната вечерна. Добра вечер во името на еден од авторите на уметничкиот проект кој што е зад нас. Се работи за двајца наши познати личности, едниот во уметничката сфера, другиот во правно-наставничко политичката сфера. Односно, би сакал да ве поздравам во името на еден проект или два проекта кои што се понесуваат на стварноста во Македонија. Согласно принципите на или проектите на нашето здружение, се решивме да ова вечер се собереме сите заедно заради две причини во една вечер. Заради тоа што во една смисла, да кажам така, имаме еден завршен проект, а тоа е публикацијата, односно изданието Архитектура на агресијата, колумни, од авторите Томи Аџиевски и Любомир Пршковски. И втората е, вториот повод е проектот што допрва почнува да се одвива, односно проектот Албанската метафора на авторот уметникот Томи Аџиевски. Интересот да влеземе во овие две приказни како здружение беше токму нашата интенција да за тековни проблеми, за тековни настани, за тековни состојби проговориме во времето кога тие состојби се случуваат. Имено, нашето здружение сака да воведе еден дискурс кој што бара да за тоа што се случува во Македонија се говори веднаш, се говори без некоја, што јас велам во еден од текстовите во оваа брошурка, пасти на дистанца, односно да се проговори отворено за проблемите кои што сите нас не мачат, сите нас не радуваат и сите нас конечно ни поставуваат прашања на кои што согласно културолошките и уметничките определби на еден дел од популацијата на Македонија сака да ги постави како приоритетни и да ги даде нагласка. Мене ми е многу жал што со оваа книга, значи со изданието, достиме многу, скоро една година. Меѓутоа, од друга страна, задоволството е многу поголемо заради тоа што обмислувајќи ја книгата, односно публикацијата, и работејќи на неа, имавме доволно време со коавторите, господинот Прчковски и господинот Аџиевски, да преиспитаме известни согледувања кои што беа понудени од аспект на, или од, како да кажам, дистанца од скоро 1,5 година. Тоа што ние го заклучивме е всушност дека промени нема, дека говорот, дека сосема спротивниот говор на овие два јазика, едниот од страна на господинот Прчковски, другиот од страна на господинот Аџиевски, се компатибилни, односно дека одговараат на времето во кое што се случиле и дека понатаму не ја губат актуелноста на тезите поставени во овие два независни, правилно нагласам, независни еден меѓу друг проекти. Имено, целата теза која што се влече во оваа публикација, во ова издание, е дека Томи Аџиевски во текот на ланската година цело време правеше субверзија на некој начин, односно едно натрапништво, како што јас љубам да кажам, во смисла дека тој постојано се наметнува на некои места на кои што тој не се очекува да се појави. Од друга страна, компатибилноста на ангажманот на господинот Прчковски во своите колумни, во рубриката Отворена на дневниот вестник Дневник од Скопје. Јас не знам, меѓутоа претпоставам и верувам дека не е по договор заедно со господинот Аџиевски, укажуваат на една неназначена ситуација во македонската јавност, а тоа е дека едновремено се појавуваат два
скоро идентични, како што јас ги именувам културолошко-идеолошки позиции, што се блиски, кои што говорат за еден настан во Македонија, кој што сите нас во своето време на случувањето не остави неми и дезориентирани. Меѓутоа, значењето на промоцијата на оваа публикација вечерва, јас се собивам во следниот чекор на авторот Томе Аџиевски, односно неговиот напор, кој што произлегува од неговиот проект, следен проект. Јас му посакувам да тоа заврши со уште една оваква публикација, не иста, за разлика меѓутоа од овој тип, која што зборува за албанците како метафора, односно за подавањето рака, како што завршува мојот текст во оваа брошура, на другиот и отварање на разговор, на отварање на диалог со тој другиот кој што за нас и понатаму, согласно денешниот печат, морам да кажам, и понатаму отфрлуваниот другиот од наша страна, односно нашата страна, за разговор за тоа како ние себе си овдека се гледаме. Јас морам да нагласам дека во рамките на нашето здружение оваквите проблеми имаат приоритет. Токму заради фактот дека ние од уметникот, од интелектуалецот, од мислителот во македонскиот простор, не тој туѓиот некаде од нас, туку напротив, од овој простор, очекуваме да проговори за нас, од нас. Овдека, значи, во овие два проекта, односно во едниот заеднички, единичен проект, имаме два прилога кон тој дискурс, односно кон тоа искажување на нашите ставови за некоја ситуација. Се надевам дека проектот ќе биде доволно провокативен. Не за македонската страна. Мене ми е многу важно да овој проект, односно двата проекта, ако сакате, биде доволно провокативен и за албанската страна. Ова особено го нагласувам. Токму заради фактот дека проектот на Томе Аџиевски сака да воспостави диалог. Тој нуди отворена рака, отворен диалог, да се каже што ние мислиме за таа друга страна и што очекуваме, што посакуваме да таа друга страна каже за нас. Поинаку сватено, односно поинаку насочено, ние разборавме веќе за овие 10-11 години дека имплементацијата на туѓите, односно имплементацијата на некритички прифатените структурни реформи во било која подрачје, нужно бараат исказ, односно изјава, односно наш критички осврт кон таквата имплементација. Овие два проекта се прилог кон тоа. Или барем ние од Сдруженијето на граѓани 359 степени, така овие два проекти ги гледаме. Односно, не постои поинаков диалог, освен диалог на маса. Односно, диалог меѓу нас самите две страни. Се надевам дека следната промоција на публикацијата, следната промоција на било кој проект од авторот Томе Аџиевски или пак напорите на господинот Љубомир Фрчковски ќе бидат на онаа друга страна. Јас ги поздравувам сите оние кои што се вечера присутни тука од онаа друга страна. За жал, приморен сум да кажам друга и оваа страна, заради тоа што странците така не научија да зборуваме. До скоро ние не бевме оваа и онаа страна. Меѓутоа, целиот овој напор, јас би сакал, односно ви го кажувам ово од моето најдлабоко верување, потекнува токму од желбата да не постојат страни. Заради тоа што сите ние сме тука едни во Македонија. Не би сакал повеќе да должам. Имате публикацијата или ќе имате во вашите раце. Го имате вториот дел од проектот на Томе Аџиевски во оваа галерија. Инаку првиот е тука веднаш зад на оваа наша галерија во галеријата Фотофакт. И би сакал да овие неколку ситуации развијат еден отворен, искрен диалог. Поинаку, ако биде, секи биде бадијал, што би представите наши. Во таа смисла сакам да поздравам вашето присуство тука, значи вашата спремност да бидете присутни на една можност за отварање на некој диалог. Ние не ги предицираме резултатите, ние сакаме само да отвориме диалог. Тоа е нашата намера, или барем од наша страна како Сдружение на граѓани, како организатори на овој настан,
Меѓутоа, не се сомневам дека тоа е намера и на коавторите на оваа публикација и на авторот на оваа изложба. Ако има нешто кој ќе се дополни, тука се авторите. Меѓутоа, би сакал да се благодарам уште еднаш на вашето присуство. Извинете за техничките доснења оваа вечер. Се надевам дека сето ова ќе биде повод да поразговараме уште еднаш заедно во Македонија. Ви благодарам. Или коавторот и веќе не знам дека што е. Сега ќе дојде стриптизот околу Стубот е тука. тука. Имаме предлог со една заедничка акција на сите присутни. Сите да учествуваат. Тоа е многу важно. Интенција. Да ставиме тука една маса поголема Софра. и едно столчиње вака на 40 комада. Кјавцијата се порачани. Вино треба да се покупи, тоа е факат. Али тоа не е нерешен проблем. Така што сега влегуваме во друга фаза на проектот. Мислам, тоа е факат домаќински проект, дигресија е. Значи, не врска со книга, со изложба. Сега сме меѓу нас заедно да се подружиме уште малку, пошто ја во 11 сат затворам галерија. Тоа е протокол. Не, ова е веќе ревисти. 9:30? Не, у 10 затворам галерија. Значи, ајде да собереме масите. Така што ние, значи, си држаш тука, немојте да е дома, ја наживаме уште малко. Кој сака? Започвам врата, бе, како кој сака, бе. Фала нема. Не се пака.